Почитувани, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Од денешните настани издвојуваме. Жителите на село Луковица веќе 2 децении немаат асфалтиран пат. Издашноста на изворите за вода е на граница, но сепак е доволна за градот. Советот на општина Гостива изгласа буџетски одлуки и доделување на финансии за спортски клубови. Жителите на село Луковица веќе 2 децении немаат асфалтиран пат. Велат дека се одсечени, а сето тоа предизвикува огромна штета на нивната работа и опстанокот воопшто. Од општината Желино пак тврдат дека се обидуваат да изнајдат решение во координација со владата. Ова е патот кон Тетовското село Луковица. Состојбата е ваква подолг период. Постапката за асфалтирање на патот пак воопшто не е започната, велат жителите на селото. Тие истакнуваат дека во 2000 година доставиле проект до општина Желино со кој се извршило тампонирање на патот. Додаваат и дека истиот проект бил поднесен во општината и на 12 август 2019 година со цел да се започне и со поставување асфалт. Во тој проект само фали цеде. Меѓутоа, сега општината Желино насочува да требало нов проект со цедења. Ја мислим дека и овој проект, стариот проект, може да се искористи, пошто во 2000 година е употребен за тампонирање на патот пред асфалт. Меѓутоа, од тогаш намо патот останува ист, иначе околу 20 години тачно, нема ништо поправено од општината Желино. Обечено ни беше дека ќе прави нов проект со нивни финанси, меѓутоа ни откажаја. Значи, вика немамо финанси, а пред известно време, можда неделја дена, сите градоначалници бија повикани во владата на Република Македонија, односно од министерот Сугаревски, дека има средства пуштено за сите општини во Република Македонија да биде асфалтирани сите путишта, да не одат луѓето по кал. Од општината велат дека во 2018 година доставили известување до владата за патот во Луковица, но дека не добиле одговор. Од општината како соопштение ни го испратија следново. Жителите кажаа дека поседуваат проект за патот со кој како општина би аплицирале до владата. По неколку месеци произлезе дека немаат проект, туку дека треба да се направи нов. Ние како општина баравме проектант понуда. Тоа што го добивме беше околу 6.500 евра. А во нашиот буџет за 2020 година не се предвидени толку средства за проектирање на локални патишта. Патот е долг 6,5 километри, што е прескапо за реализација. Во контакт сме со владата за да изнајдеме решение. Не може да се стигне до селото кое сега брои 25 жители, а тие исклучиво се бават со сточарство и земјоделие, вели председателот на местната заедница Борче Милошевски. Залудни се и средствата од државата, кога никој не се нафаќа ниту да живее горе ако нема услови, истакнува Милошевски. Не може горе да се опстане ако немаш комуникација со градот. Значи, што и да произведеш, треба да го донесеш. Значи, горе не можеш. Така да и самите се боримо и за производство и за пласман, ова дополнително ни га отежнува работата. Не само мене, значи општо и на другите горе луѓе што сака да се врати или што работи, не може да опстане. Жителите велат дека постојано се обраќале до релевантните институции, но досега ништо не е реализирано. Тоа што се одсечени заради немањето асфалтиран пат, потенцираат дека е штетно и за нивната работа, а и за опстанокот воопшто. Денес започна активностите за рехабилитација на локалниот пат Вратница-Беловиште. Започна рехабилитацијата на локалниот пат од мотел Вратница до влезот на Беловиште. За реализација на овој проект се обезбедени средства од владата, односно Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, информираше градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажевски. Општина Јегуновце ќе учествува со финансиски средства од буџетот на општината во делот на ДДВ-то од вкупната сума на овој проект. Целокупната финансиска конструкција на овој проект изнесува 7.336.300
320 денари со вклучен ДДВ. Изведувач на овој проект е Пелагонија АД Гостивар. Должина на овој пат е 1407 метри, ширина 4 метри, АБ11 5 сантиметри. Рок на изведба е 20 дена додека ако дозволат временските услови да се реализира овој проект. Градоначалникот Блажевски вели дека овој пат бил во многу лоша состојба и дека на негова реализација граѓаните чекале 15 на години. За сега нема воведување на рестрикции во водоснабдувањето. Издашноста на изворите, иако е на граница, сепак е доволна за градот. Секојдневни прекини на вода има, само поради дефектите на мрежата. Делови од Тетово секојдневно се соочуваат со прекини во водоснабдувањето поради честите дефекти на старата и дотраена водоводна мрежа. Ширењето на градот и зголемената потрошувачка на вода одамна ја наметнаа потребата од реконструкција на мрежата, но властите, иако најавуваа, за сега нема абер да почнат со работа. Ние секојдневно нормално работиме и се бориме со санација на дефеците кои се резултат у принцип и на старата водоводна линија, особено кај индивидуалните приклучоци. Некаква просечна бројка, ако може така да кажем, 2 до 3 дефицит дневно ги санираме. Значи, граѓаните кога у некој интервал во теглот на денот немаат вода, тоа е резултат на санација на дефицит, а не на недостигна вода. Тетово со години мака мачи со нормално водоснабдување. Периодов издашноста на изворите од околу 300 литри вода во секунда е на долната граница. Недоволните врнежи на снег зимава исто така може да влијаат на водоснабдувањето следниот период. Рано е да се каже да ќе има рестрикции. Нормално количините на снегот не се доволни според моја проценка, меѓутоа ако имаме пролетни дождови, тогаш таа аномалија ќе се сведе на минимум и јас очекувам нормална издашност на нашите извори. Пред повеќе од 2 години беше пуштен и новиот водовод, чија изградба се чекаше со години со надеж дека градот нема да има проблеми со водоснабдувањето. Но и со 2 водоводи едва и се обезбедува доволно вода. Без реконструкција на водоводната мрежа и изградба на акумулации, водоснабдувањето и натаму ќе биде проблем за Тетово. Буџетски извештаи и прераспределба на средства, како и доделување на финансиска поддршка за спортски клубови, беа во фокусот на денешната 23-та седница на Советот на општина Гостивар. Градоначалникот Арбен Таравари нагласи дека позитивните резултати најдобро се гледаат во растот на капиталните инвестиции и падот на трошоците. Општина Гостивар бележи рекордни показатели на реализација на буџетот за 2019 година, а ваквиот тренд продолжува и во првите месеци од оваа година, потенцираа од секторот за финансии и буџет на денешната седница на Општинскиот совет. На седницата се разгледуваа и усвоија неколку точки врзани со буџетските прашања, кварталниот извештај за извршување на буџетот на општината и годишната сметка за лани, како и прераспределба на средствата во буџетот за 2020 година. Ова година е најуспешна година и ја 27 години фактички го давам како образложение на реализацијата на буџетот. Никогаш не сме имали ваква реализација. Значи, ако го земаме како реализација приходи расходи, тоа е 98,2%, но ако го земаме и салдото од 40 милиона, што е останато салдо за пренос во 2020, негде 102,1% реализацијата. Во своето обраќање пред Советот, градоначалникот Арбен Таравари нагласи дека позитивните резултати најдобро се гледаат во растот на капиталните инвестиции и падот на трошоците. Во однос на наплатата на даноци беше речено дека има напредок, а буџетарите се надеваат дека граѓаните и фирмите ќе си ги исполнат даночните обврски кон општината. И пак го треба да се свестат граѓаните и фирмите,
тие се од физички лица 2 милиона и 3 милиона ни се од правни лица, значи не сакаме да земаме некои си ригорозни мерки, но тие фактички тие обврски што им се на граѓаните и на правни лица треба да ги, ако ги реализираме тие средства, фактички ние го полниме буџетот со средства што треба за 2020. На денешната седница на Советот на општина Гостивар беа усвоени одлуки за доделување на финансиски средства за спорт. Првично на дневен ред беа поддршката за фудбалските клубови од Долна и Горна Бањица и карате клубот Асиерт. На предлог на советничката група на СДСМ се додаде одлука за поддршка на фудбалскиот клуб Пролетерот Тумчевиште, а на предлог на Алијанса за албанците за ракометниот клуб Јехона. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово на пресконференција реагираат дека моделот на интегрирано водење на случај во Центарот за социјална работа не функционира и дека вработените одбивале работа. Со воведувањето на моделот на интегрирано водење на случај, без при тоа да се обезбедат сите основни услови, социјално загрозените граѓани лутаат во центрите за социјална работа, не можејќи да ги остварат своите права. Во Центарот за социјална работа Тетово се случува општ хаос кој што е предизвикан од нефункционирањето на овој модел. Според наши информации, граѓаните непотребно се малтретираат и се препраќаат од една канцеларија во друга, лицата со хендикеп се препраќаат од една институција во друга, не знаејќи кај кого да се обратат за да ги остварат своите права. За да биде појасно, во Тетово и Тетовско има околу 15.000 корисници кои се распоредени на 10 стручни лица во Центарот за социјална работа Тетово. Според наши информации, во Центарот се вработени околу 70 работници, но сепак новиот модел го спроведуваат само 10 вработени кои секојдневно трпат притисоци од директорот. Од тука го прашуваме директорот дали е точно дека во моментот се случува хаос со постапките во Центарот, дали навистина има вработени кои одбиваат да работат или воопшто не доаѓаат на своите работни места. Исто така, сакаме да прашаме дали не се преземаат никакви мерки поради нивната партиска припадност. Во телефонски разговор со директорот на Центарот за социјална работа Дарко Обадиќ, добивме одговор дека овој модел на работа е во фаза на имплементација, дека на сите предмети е одговорено во соодветен рок и дека нема притисоци врз вработените во Центарот. А ние продолжуваме со следната информација. Двајца пешаци се повредени во сообраќајни незгоди, 7-годишно дете во Гостивар и 78-годишник во Барвеница. Повеќе од билтенот на СВР Тетово. Вчера околу 21 часот и 15 минути на крстосницата на улиците Линденска и Гоце Делчев во Гостивар, патничко моторно возило Форд Фиеста кое го управувала 39-годишна скопјанка, удрило во 7-годишно дете пешак од Гостивар. Повредениот пешак пренесен е во Гостиварската болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар. На регионалниот пат Волковија Тетово во Тетовска Барвеница пак, вчера околу 18 часот и 30 минути, патничко моторно возило Форд Фиеста управувано од 40-годишник од Барвеница, удрило во 78-годишник од истото село. Повредениот е пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош, а увид извршила екипа од СВР Тетово. Во текот на вчерашниот ден од 9 до 13 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акциска контрола со која вкупно биле опфатени 105 возила, од кои 74 во Тетово и 31 во Гостивар. Во контролата откриени и законски санкционирани биле 18 технички неисправни возила. Најголемиот број од нив имале неисправни сопирачки. Поради овие и други недостатоци од сообраќај биле исклучени 17 возила. При контролата исто така откриени и законски санкционирани се 4 возачи без возачка дозвола, 4 возачи почетници и 4 други недостатоци, констатирани кај возачи, како и 8 други видови прекршоци. Возачите без дозвола и почетниците веднаш се исклучени од сообраќај, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Половичен успех за тетовските екипи во четвртфиналето од Купот на Македонија. Шкендија успеа да се пласира во полуфиналето, додека Ренова го заврши настапот со пораз од Струга.
Екипата на Шкендија и со комбиниран состав успеа да обезбеди поволен резултат на гостувањето кај Работнички и да се пласира во полуфиналето на Купот на Македонија. Тетовци на првиот надпревар дома одиграа само 1:1, па затоа и 2:2 на гостувањето во Скопје беше доволно за пласман во следната фаза. Шкендија го отвори резултатот во 38-та минута преку Нафију. Работнички израмни во вториот дел преку голот на Јефтовскиот пенал во 71-та минута, но Бесарт Ибраими со еврогол само 3 минути подоцна повторно ја врати Шкендија во водство. Конечните 2:2 ги постави Крстовски во 86-та минута. Потом левен контрол. Знаејќи дека ни треба победа или нерешено со повеќе од еден гол, го започнавме надпреварот отворено. Имавме контрола на теренот и постигнавме гол до полувремето. Во вториот дел се повлековме, бидејќи резултатот ни одговараше. Сепак и тогаш имавме неколку добри прилики што требаше да ги искористиме. За жал домашните израмнија, а Бесарт Ибраими го постигна вториот гол. Потоа примивме уште еден гол, но на крајот мора да бидеме задоволни, бидејќи се пласиравме во полуфиналето. За разлика од Шкендија, фудбалерите на Ренова не успеја да се пласираат помеѓу најдобрите 4 екипи во Купот на Македонија. Иако Ренова имаше 0:0 од гостувањето во Струга, сепак на домашен терен загуби со 2:1. Ренова одлично го отвори надпреварот и во 23-та минута преку Кадрију дојде во водство. Сепак Струга Тримљум пред крајот на првиот дел преку Делијај го изравни резултатот. Победничкиот погодок за Струга беше дело на Цветановски во 84-та минута. Водевме у првото полувреме, оставивме противникот да примиме еден гол, значи од никаква ситуација. Креираме доста шанси, доста добри ситуации, али ни фали таа реализација и некојаш знаеш како е фудбалот, кога нема да даваш ќе примаш, тоа не пише на правила. Иако денеска морам да кажам дека некои стандардни играчи што ни беа малку сакавме да ги одмараме, зашто такав ни е лимитот на фондот на играчите и моравме нешто у тоа ситуација да ја реагираме. Тоа е фудбалот, значи мора да мислиме на следниот надпревар, иако мислам дека ова требаше значи да поминеме и на куп, али главна цел ни е првенството. Ние немавме некоја голема предност од првиот надпревар за тоа што првиот надпревар заврши со нерешен резултат 0:0. Сепак јас се надевам дека ќе дадеме гол и ќе бидеме во ситуација кај што Ренова треба да брка и да можеме да ги казниме, и така беше надпреварот. Влеговме мощне лошо надпреварот затоа што од првата шанса од Ренова примивме гол. Сепак израмнивме после на време и се обидевме второ полувреме да менаџираме играта и со малу среќа значи да дојдеме до тој втор гол кај што мислим дека се затвори надпреварот. Денес беше извршена ждрепката за полуфиналето. Екипата на Шкендија за противник го доби составот на Струга Тримљум. Останатата двојка ја сочинуваат Академија Пандев и Брегалница Штип. Првите надпревари ќе се одиграат на 8 април, додека реваншите се на 6 мај.